Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. U bën 2 javë që Maqedonia e Veriut ka një qeveri të re. Ajo që pritej prej qytetarëve, ndër të tjera ishte një nivel më i madh i profesionalizmit për personat e angazhuar në ekzekutiv. Por a ndodh një gjë e tillë? Qeveria do të ketë 20 ministri, më shumë se ajo e kaluara, ndërkohë paralajmërua dhe heqja e mekanizmit të njohur si balancuesi, që parashikonte përfaqësim të drejtë në institucione. Por që të ruhet ky element specifik për Maqedoninë e Veriut, u paralajmërua një ligj i ri. Nga ana tjetër pritej dhe ligj për shërbim në administratë të drejtuesve të lartë, që do duhet të ishte një mekanizëm për rritjen e profesionalizmit gjatë angazhimit të drejtuesve në institucionet e larta. Por çfarë premtuan partitë gjatë fushatës dhe çfarë duket se ata janë duke u realizuar? Për këtë dhe më shumë, sot të ftuar në program kam Neda Maleska Saçmarovska, nga Qendra për Menaxhimin me ndryshimet, ajo është drejtore ekzekutive. Faleminderit që jeni pjesë e programit, vi blagodaram što ste delo od ova emisija. Vi благодарам на поканата. Сега ќе разговараме заедно за многу елементи. Нова влада веќе имаме, но еве пред да почнеме сепак една кратка пауза и одма се враќаме со специфичните прашања и анализи што вие ги работите. Рикthehemi pas një shkëputje. Neda Maleska Saçmarovska është në studio. Gospođa Maleska Saçmarovska, вие правите анализа со вашата организација на тоа како работат институциите и мислам дека е многу битно во оваа емисија да разговараме за тоа што веќе ке најави или најавува новата влада, бидејќи веќе имаме нова влада, и што тоа значи кога еве има повеќе министерства, но и начинот поготово како се бираат челниците на институциите, бидејќи еден од најголемите проблеми пред кампањата, а ние и за тоа разговаравме заедно, беше во суштина колку и како да се професионализира нашата администрација. Но еве, првично, и на некој начин да се подсетиме, сакам да ве прашам колку е реално и реалистички, толку колку што гледаме во првите денови на оваа влада, тоа што се најавува и колку е во склоп на нивните кампањи. Зошто ова го поставам како прашање? Бидејќи ја правите анализата со сајтот Одговорена влада, каде луѓето, граѓаните, новинарите можеа, еве и се гледа малце и тука во сликите, во видеото, можеа да одат, да видат, да споредат што нудат партиите. Па сега имаме коалиција, има коалициона влада, имаме 20 министерства, но колку е во склоп на тоа што партиите нудеа до сега? Па, еве би почнала од таму дека во анализата на програмата на политичките партии за време на изборите, она што ние го правевме е да утврдиме на кој начин и каде ќе бидат приоритетите на идните потенцијални партнери, коалициони партнери во власта, бидејќи сега, се разбира, веќе новата влада е конституирана, направивме една споредба помеѓу политичките ветувања за време на избори и овој елемент сега, односно програмата за работа на владата, која што мандатарот ја бранеше пред собранието и која што понатаму ќе се преточи во програма за работа на останатите министерства. Нашите воочувања се одат во насока на тоа дека голем дел од предизборните ветувања се веќе интегрирани во програмата за работа на владата, со тоа што делимично праксата, она што го покажа во определени поведенија сега на почетокот на мандатот, не сосема кореспондира со она што беше политичко ветување. Меѓутоа ми се чини дека е се уште прерано за било што да судиме и треба да се даде можност на оваа влада да покаже во еден одреден временски период дека навистина има сериозни намери, но и во таа споредба да ви кажам каде се суштинствените разлики и каде се оние работи кои што се соодветно преточени во програмата за работа на владата, особено во делот на јавна администрација, она што го гатнавте и вие, назначувањето на високите раководни структури, во делот на реорганизацијата и оптимизацијата на јавната администрација, можеме да поразговараме и за другите аспекти.
Владата... Еве баш овој аспект што го спомнавте, бидејќи има некоја констатација со лесност, со многу леснотија се вели, каде што пред избори може партиите да нудат било што, но еве откако ќе ја земеш владата сега тоа не мора да биде и така. Но од контекст на политички аспект ова не би требало така да биде. Така да ве прекинав, но еве токму тука што се нудеше и што гледаме сега во контекст на тоа што премиерот го бранеше како работа на оваа влада. И еве прва работа која што помина во парламентот беше Законот за организација на органите на државна управа, или ние како што го велиме ЗОРО Дуна во кратена форма. Овој закон предвидува воспоставување на 4 нови министерства, за тоа сме свесни. До сегашните 16 се зголемија на 4 нови министерства. Владата го аргументира и премиерот го аргументираше ова со изјавата дека секоја влада треба да има слобода да го формира својот кабинет и министерствата согласно она што е нејзини приоритети во рамките на политичката програма, и оттаму они се одлучиле за повеќе министерства, наместо она што веќе во програмата се велеше дека ќе се оптимизира и рационализира јавната администрација. За сметка на тоа пак премиерот и неговите најблиски соработници велат во следниот период ќе ги оптимизираме останатите институции. Кои се моите воочувања? Вие формирате сега од 16-20 нови министерства, тоа предполага нови капацитети и ресурси. Мислам дека овој потек е делимично заради усогласување на апетитите на различните коалициони партнери во власта и поделба, да речам, на овие ресори на некој начин. Но исто така ова предполага и формирање на нови институции, бидејќи вие ако формирате едно ново министерство за енергетика, рударство и минерални суровини, предпоставка е дека за да имплементирате програмата на тоа министерство ќе морате да формирате и други институции кои што оперативно ќе ги извршуваат работите на министерството. Тоа е едниот момент. Вториот момент е дека кога ќе формирате поголем број на ресори, апсолутно тоа значи зголемување, обременување на бројот на вработени ресурси, средства и така натаму. Владата пак вели ќе оптимизираме на други места. Меѓутоа, кога ќе ја прочитате програмата за работа на владата, ќе видите дека во нејзината програма во сите сегменти предвидуваат формирање на нови институции. Така да некако тој процес на оптимизација и нови институции мора да оди напоредно, инаку повторно ќе се соочиме само во зголемување на бројот на каде институции. економските директори во клиниките, да речеме, се укина, еве тоа на некој начин се рекламира, еве тој збор ќе го кажам, како оптимизација, како скратење на непотребни работни места. Дали таквите гестови ќе бидат доволни за оптимизацијата? Ако го погледнете регистарот на Министерството, ќе видите дека треба да почнете и од оние институции чии број на вработени е толку мал, а вие имате од друга страна толку многу ресурси како директори, заменици, управни надзорни одбори и така натаму. Јас би почнала од таму. Таквиот број на институции воопшто не е мал според регистарот на МИОА, велам со под 10 вработени. Втора работа треба да се види кои институции имаат преклопување на надлежности. Значи, ние сега станува збор за укинување на работни позиции на директори на клиниките и тој чин во насока на оптимизација секако дека е за поздравување. Ќе видиме што тоа ќе значи во насока на операционализација и работа на болниците, дали тоа ќе подобри ефикасноста, дали тоа ќе ги намали трошоците, ќе подобри организацијата на работата и во крајна линија, на крај најважно услугите здравствени кон граѓаните. Ако ја гледаме оваа проблематика во склоп на тоа што и самиот премиер Мицковски го кажа, но еве како општество на некој начин и како граѓани, добро да им дадеме шанса на оваа нова влада нивните идеи да ги спроведат, иако во тој контекст ќе има различни поделби на начинот како министерствата ќе се поделат.
Дали мислите дека е доволно само тоа или сепак граѓаните немаат одреден план да видат како сите овие министерства ќе ги спроведат нивните агенди, за да може да се види колку во суштина ова што се направи, значи повеќе министерства, е во склоп на тоа да бидат поефикасни, подобри услуги кон граѓаните. Граѓаните, веројатно, ќе биде еден граѓанин кој што можеби не следи и не се занимава со структурата на институциите и со политика, нема да го интересира каква е организацијата на министерствата, дури и Европската Унија не ни кажува колку министерства треба да имаме, каква не треба да ни биде структурата, она ни вели треба вашите институции да бидат агилни, да бидат оптимални, да биде администрацијата мала, поефикасна и да ги задоволува потребите на граѓаните во насока на подобри и поквалитетни услуги. Граѓаните ќе почувствуваат. Тоа значи дека кога ќе отидете на шалтер, вие ќе почувствувате дали ќе добиете подобра или полоша услуга, дали ќе можете дигитален сертификат да извадите за кратко време, дали тој ќе ви биде признаен во другите институции, дали вие навистина ќе можете изводот да не морате да отидете во матично и во управата за водење на матична евиденција и оттаму да добивате погрешни изводи, туку еднаш ќе добиете таа услуга, дали нема да ги чекате редовите во МВР, каде што треба да ги извадите личните документи, дали ќе ви бидат почисти улиците, бидејќи комунитални предпријатија подобро се извршуваат работата, ќе ги почувствувате. Ако ова се направи, тогаш ќе има некаква оправдување, да речеме, зошто ова се случи. Но ако ова не се случи, повторно ќе го имаме само оптоварувањето на администрацијата или на воведување на нови институции. Па да, видите, новите министерства кои што се формираа, Министерство за европска интеграција, например, нема да ги даде овие резултати или ова чувство на граѓаните за кои што јас и вие зборуваме. Можеби најмногу ќе се почувствува каква ќе биде работата на Министерството за администрација и Министерството за дигитална трансформација, можеби во делот на енергетиката за бизнисите и така натаму. Меѓутоа, дел од министерствата нема да можат директно вие да почувствувате дали навистина заради ваквата реформа, дали навистина подобро и поквалитетно се извршуваат услугите. И само ова назим. Не ги прават институциите и структурата на институциите поквалитетни услугите за граѓаните. Луѓето, нивните вредности, нивната посветеност да работат во јавен интерес, да испорачаат подобра услуга, да се грижат за граѓаните, бидејќи за тоа се вработени во јавниот сектор, тоа е она кое што ќе направи таа промена. Значи, мора да зборуваме малку повеќе и за вредности, и за норми, и за јавен интерес, и за поведение во институциите, визави само за структурата, големината, да се пребројуваме и така натаму. Добро, ја почнавме емисијата на ваков начин, бидејќи вие ја правите оваа анализа и сте најсоодветни во овој контекст да споредиме и да дадеме некакви конклузии, но исто во склоп на тоа што толку го кажавте, голем интерес имаше кај граѓаните професионализацијата на администрацијата. И сега, иако е многу кратко, гледаме именување на нови кадри, и тука веќе се спомнува и законот за висока раководна служба, па начинот како да се избираат професионалци, или барем тие што се најсоодветни во соодветните институции, и тука повторно имаме ситуација каде што има реакција во јавноста. Па како гледате во овој аспект до сега и секако имавте и примери да кажете? Да, неколку примери, морам да речам првен генезата. Значи, еден од главните приоритети на Европска Унија, кога стана политичката криза, прислушкуваните разговори, дискусијата беше морате да ослободите државата, особено највисоките позиции од толку силното политичко, односно партиско влијанието на политичките партии, да ги професионализирате дел од тие професии, бидејќи не можете вие да работите, не можат институциите да работат и да ги агрегираат интересите само на една група која што ги избрала на избори,
туку мораат да го застапуваат поширокиот јавен интерес. Од друга страна, ни велат мала држава сте, вие морате да ги искористите сите потенцијали и ресурси и тие работни места треба да се отворени за сите граѓани кои што треба да се квалификуваат. Во крајна линија и според Уставот сите ние имаме право, еднакво право до работна позиција и до еднакви услови за работа. А вие го немате, бидејќи политичките партии си се договараат и еден огромен број на позиции во државната и во јавната администрација, ако сакате, се доделени по пат на именување. Не успеавме да го донесеме законот за висока раководна служба, односно предходната влада не успеа да смогне сили да се откаже од своето влијание врз институциите и врз структурите, и тоа ја чинеше и делимично, не само тоа, и голем дел од работите ова што беше исход на изборите. И сега праксата се разбира продолжува, бидејќи еве како што гледате, сега нема време, во овој момент повторно истата практика се назначуваат лица по принципот на вршители на должност, еден институт кој што многу се злоупотребуваше во минатото. Едно од нашите истражувања покажуваше дека од 250 органи кои што ни испратиле по слободен пристап информација, околу 40% од директорите во предходната влада беа вршители на должност. И да ви кажам зошто се користи тој институт, вршител на должност. Најчесто тоа е заради тоа што кандидатот или не ги исполнува минимум условите и квалификациите кои што се пропишани во законите. Значи, можно е да нема високо образование, евентуално да не знае јазик, евентуално да не ги исполнува критериумите во однос на работното искуство кој што се бараат. Тоа е најчестата причина зошто се користи институтот вршител на должност. Втората причина е заради тоа што ве држат политичките партии во еден вид на заложништво, може да ве променат, да ве сменат во било кое време кога ќе посакаат, а кога тоа би било низ една постапка предефинирана, вас не може да ве отпуштат без никакво образложение, мора да ви ги мерат перформансите, да видат дали добро сте сработеле работата, дали сте кадарни да продолжите да работите, па потоа да се одлучат дали ќе ве разрешат или не. И така натаму, така тоа се тие сегменти заради кои политиката толку многу се инфилтрира дури и во тие позиции кои што треба да бидат чисто професионални, директори на болниците кои што ги споменав. Но еве тука малце поради нашиот контекст и имајќи предвид и самите граѓани дека еве политичките партии имаат толку влијание, некој ќе рече добро, нека ги одбираат од политичките структури, еве, сите очекуваат сега директорите однад да се сменат, бидејќи се смени политичката елита, но зошто не се соодветни кадри? Или апропо ова, што да се направи, иако доаѓаат од оваа гарнитура на власт, ама да бидат професионалци. И еве, во јавноста имаше реакции, да речеме, за господин Пандев, за управата за извршување на санкции. Значи, историчар кој сепак оди во некаква институција каде што треба да се има знаење на правото, на законите. Сега, прашањето зашто е добро, ако веќе се смени, ако се смени на начин како што вие објаснивте, зошто не е соодветен кадар со соодветен бекграунд? Првен заради тоа што во законот кој што ја уредува материјата во делот на управата за вршење на санкции, не е уредена постапката, уредени се минимум критериуми, не и постапката како се бира. Тоа е дискреционно право за кое што безброј пати зборуваме на владата, која што треба да се ограничи, да именува функционери на определени позиции по пат на собствена дискреција, одлука, кое што не оди во начелото на ова што го зборуваме, компетентност, квалификација и така натаму. Велите историчар, во делот на законот, кој што зборува за тоа какви се ингеренциите на управата за извршување на санкции, се предвидува само јавен оглас, затоа он е сега вршител на должност. Еве за тој конкретен пример, не за човекот, него како за пример за праксата.
се предвидува објавување на јавен оглас, се предвидува дека треба да има минимум квалификација како што се образование, работно искуство во односната сфера, во сферата на управување со санкции или сродни дејности во таа област, бидејќи тоа е лицето кое што управува со казнено-поправните домови и со казнено-поправните установи. Овој институт, велиме ВД, се поставува заради тоа што сега, во овој преоден период, немало време да се објави јавен оглас и да се, да речам, испочитува тој дел од процедурата. Меѓутоа, законот не предвидува конкурентност, постапка, која спроведува, комисија, како ќе се одлучиме доколку еве имаме и други, вие се јавите за таа позиција или имаме и други кандидати кои што сметаат дека можат соодветно да извршуваат оваа улога, нема во законот пропишано постапка и затоа има пропишано само услови, но не и постапка. Кој одлучува, која комисија, против кое решение ние можеме да поведеме жалба и така натаму. И тука е проблемот. И не е тоа само во овој закон, туку во мноштво други закони. Затоа беше идејата да се донесе еден интегрален закон за висока раководна служба, дека вие морате да имате постапка, да дадете можност на повеќе кандидати да демонстрираат што знаат, па потоа да изберете од најдобрите кандидати, па макар и од најдобрите кандидати избираат и политичарите, ама сепак сте дале можност за повеќе луѓе да покажат интерес. Од друга страна, кога велам се испреплетени овие релации помеѓу политиката, лични релации и така натаму, овој директор на управата за санкции, за извршување на санкциите, тој всушност да ги избира, на негов предлог владата ги избира директорите на казнено-поправните установи. Тоа значи дека следните директори, 11 колку беа на број затвори, ова да бидат и казнено и други поправни установи, воспитно-поправни, извинете, установи, тоа значи дека на предлог на оваа позиција, оваа функција, директор на управата, ќе се изберат и останатите. Тие пак од своја страна одлучуваат за важни прашања, какви што се условите, начинот на раководење на затворите, условите на затворениците. Видете таа цела спрега. Така што затоа ви велат морате да ги ослободите институциите и да дадете можности професионални кадри, а не само по пат на политика да се именува. Но овој закон за висока раководна служба и сме зборувале и претходно за ова, нели, не се донесе, но идејата беше дека ние сега, еако има време, но сепак од тоа што гледаме до сега, дека имаме по-професионална администрација. Ке има ли оваа влада, што реално има огромна политичка моќ, имајќи предвид колку пратеници, со колку пратеници е мнозинството во собранието, да овој закон го помине? Или сепак ние ќе гледаме ситуации каде што партиите, политиката, власта ќе се гледа само врз призма на интерес? Не знам, како што само ова уште за да се ограничи непропорционалната моќ на партиите. Еве сега во овој случај на политички партии кои што практично ги имаат политичка партија најголемиот број на општини, централната власт и така натаму парламентот. Најважни аспекти се независноста на медиумите, судството и јавната администрација. Затоа е таа борба да се ослободат институциите и да можат по-професионално да функционираат. Дали ќе има волја? Па надзирам волја, морам да речам, од изјавите во програмата го немаше ниту законот за висока раководна служба, ниту пак имаше дискусија за тоа дали треба да се професионализираат овие функции. Меѓутоа, програмата не ги опфаќа и барањата на Европската Унија. Ние имаме патоказ со приоритети во делот на реформа на јавна администрација, кој што е
поднесен во Брисел, парламентот го верификуваше претходно и така натаму, во кој патока се една од клучните работи е професионализација на овие структури. Гледам дека во најавите на високи политички функционери од власта веќе велат да мора да го професионализираме и да професионализираме високата раководна служба и еден вид ветување дека тоа ќе се случува во наредниот период, што е позитивен сигнал. Но да видиме, велам, повторно е прерано, може би со ова преодни решенија со вршители на должности, може би на вистина ќе се даде можност да се тркаат повеќе и поквалитетни кадри, по соодветни, може би, не можам да судам за квалитетот на лицата, меѓутоа велам дека ќе се даде можност низ една фер процедура или компетитивна процедура да имаме повеќе. Но еве да заокружиме за овој дел. Сепак има експерти кои викаат дека ако има политичка волја, без дури и законот за висока раководна служба, и сегашните регулативи или во сегашните регулативи може да се најде начин како да се избираат постручни кадри. Сепак ова ќе остане во политичката волја. Може би има, пак повторно ќе речам, но во овој закон кој што ви го предочи во делот на управата за извршување на санкции, а ние сега ги анализиравме голем број од законите, многу дискреција е оставено. Значи не ви е пропишана ни процедурата, ни критериумите, така да може ако седне комисија се состави и рече да, нас ни е битно, или комисијата за избори и именување во влада и кажа да, нас ни е многу важно да имаме еден компетитивен процес, можеме да донесеме, да речеме, разни правилници, упатства како ќе извршиме оваа процедура, да ја информираме јавноста и одлуките да бидат образложени, да кажеме зошто токму оваа личност, бидејќи една од начините да се ограничат дискрециите, да ги образложите одлуките кои што ги носите по пат на дискреција, дека е тој најкомпетентен кандидат заради овие и овие аспекти. Меѓутоа, повторно ќе речам, процедурата отсуствува назим, така што... Да, јасно. Сега, имаше еден момент каде што, од чекорите што ова влада ги презеде е укинувањето на балансерот. Причина, една од причините зошто ова се зборува или ќе се направи е за да има поголема професионализација, бидејќи балансерот можно или била како алатка за злоупотреба. Ќе зборуваме за ова, но прво ќе одиме на кратка пауза, па да ги видиме вашите видувања за алатката до сега и што треба да се направи, бидејќи тука е и моментот каде што би можело да има и огромни политички контексти, имајќи предвид што тоа значи за нашето општество. Do të bëjmë një shkëputje dhe rikthehemi për pak. Jemi rikthyer në studio në një bisedë me Neda Maleska Saçmarovska nga Qendra për Menaxhimin me Ndryshimet drejtore ekzekutive. Gospođo Maleska Saçmarovska, aktuelната власт даде соочување дека балансерот ќе треба да се измени, бидејќи била алатка која на некој начин може би се злоупотребувало и причина за ова е за да има поголема професионализација на администрацијата. Ама го знаеме контекстот на балансерот, бидејќи треба или таа алатка беше како метод, како елемент за да има правично застапување во администрацијата. Кој е вашето видување за овој чекор што новата влада го кажа? Па, видете, праксата покажува дека балансерот, за жал, во изминатите години многу се злоупотребуваше. Во принцип не би сакала да не го спорам воопшто, него напротив, мислам дека е многу важно дека сме успеале да постигнеме едно уставно начало за соодветна и правична застапеност после Охридскиот рамковен договор и сега тој принцип, да речам, некако според мене е веќе вграден во културата на институциите.
Балансирот кога се донесе некаде во 2015 година, се беше врзан со плановите за вработување на самите институции. Идејата беше да обезбедите правична застапеност на етничките заедници во определени институции, користејќи ја оваа алатка. Што покажа праксата во изминатите години? Првен морам да речам дека правичната застапеност денеска веќе не зборуваме за правична застапеност без докази, без бројки. Регистарот на Министерството за информатичко општество и администрација, сега Министерство за администрација, ви дава една објективна слика за тоа каква е правичната и процентуална застапеност на разните етнички заедници во јавниот сектор. Да речеме, ако позицијата на албанците некаде или албанците биле застапени во 2007 година со 7-8%, според некои тогашни извори на Народен правобранител и на други институции, денеска тој процент изнесува 22%. Што значи еден значителен прогрес. Втора работа, балансирот, пред да се вратам на балансирот, сакам неколку аспекти да посочам, дека толку таа култура, дека треба да се грижиме за еднакви можности на сите граѓани, на сите припадници на заедниците е некако станата дел од секојдневието, што балансирот се употребува само за административните службеници, значи за органите на државната, централната власт, да речем, и во целиот јавен сектор, само оние кои што извршуваат административни работи. Не се однесува на лекари, суди, социјални работници во областа на и така натаму. Значи не е тоа правило зацртано, но сепак, ако ги погледнете на одите на Државниот завод за статистика, можете да видите дека процентуална застапеност имате на сите етнички заедници, и кај лекарите, и социјалните работници, и суди, и јавни обвинители, така натаму. Во војската и армијата исто така не се користи, во војската, армијата, извинете, и полицијата, не се користи балансерот како алатка на мерење, а сепак се води и такако се води тој концепт на правична застапеност. Кај е проблемот сега со балансерот? Вие имате институции во Скопје кои што, да речеме, постигнале некаква застапеност од определен број на македонци, определен број на албанци, и сега во балансерот вас ви излегуваат бошњаци, роми и така натаму. Вие на конкурсот немате таков профил на кадар и вие морате да го поништите конкурсот, бидејќи според балансерот не можете да примите ниеден квалитетен кадар, сем кадар кој што исто така има и определен етнички предзнак, да речам, во оваа сфера. Но дали common sense-от, нели, тоа што треба да биде нормалност, се отиде до таа крајност што може сега тоа што и вие го опишавте како вградена култура, бидејќи го нема овој механизам, не го има балансерот како го Не, ако го нема, во смисла на тоа што се укажува дека можно нели да се укине, би можело да се вратиме во ситуации каде што сепак политиката ќе влијае толку колку ќе влијае. Ние објаснивме на почетокот колку влијае политиката врз именување на кадри, па и овој елемент веќе да го снема. Во која смисла? Бидејќи деликатноста на правичното застапување влегува и во политички води, каде што професионалноста ќе биде прва што повторно нема да се запази. Сигурно назим дека постои таква опасност, постои опасност да после известно време некако заборавиме на тој принцип, така што меѓутоа мислам дека тука дебатата не беше дека треба да се напушти врзувањето на балансерот со институцијата. Велам, толку е веќе извулгаризирано. Например, вие имате сега во определена институција, еве гледам во некоја од овие институции, Министерство за локална самоуправа или Министерство за економија, имате 49% албанци, 40% македонци. Во тоа односно министерство, вас постојано ќе ви излегува некоја друга етничка група, можеби во тој момент немате такви квалитетни кадри. И сега институциите што прават односно политиката што прави за да си ги донесе собствените кадри,
оди објавува оглас во друга општина, каде што ви излегува македонец, да речеме во Западна Македонија или албанец во Источна Македонија, па по пат на мобилност ги префрлаат. Мислам, тоа е изигрување комплетно на системот. Тоа воопшто не зборува за духот и начелото на мерит, компетентност и така натаму. Тука е проблемот. Се разбира дека треба да има некаков мониторинг систем, ние велиме и на ниво на сектор, не само на институција, да не се врзува со институција, да го гледате малку пошироко секторот, па каква е правичната застапеност во секторот. Понатаму секако дека треба да се води тој принцип да се водиме и во давателите на услуги, значи онаму каде што не функционира, и да се мониторира, и да се подсетува, и затоа гледам дека дискусиите одат во насока на тоа да се обезбеди некакво законско решение. Нашите препораки, кога ја правевме анализата за балансерот, кој што може да се најдат на нашата веб страница на ЦУПОРГМК, вели дека вие морате да го ублажите овој ригиден систем на водење на балансер. Извините, последната злоупотреба, една дигресија мала на само идентификацијата, каде што македонците, за да се вработат, се декларираат како албанци, албанците се декларираат како роми, бошњаци или како македонци и така натаму, и тоа е изигрување на системот. Ги гледавме, да речеме, праксите на Јужен Тирол, каде што имате повеќе јазични групи и они имаат принцип на само идентификација која што трае определен број на години, да речеме. Вие припаѓате само за вработувањето. Да. Така што има можност во Агенцијата за администрација, еднаш се пријавувате како она што сте и се чувствувате, и тој ваш профил важи понатаму за секое работно место, не го изигрувате системот. Тоа второ, мислиме дека треба да се отворат работните места за сите и плюс да се води сметка за правичната, за да не ги поништувате постојано конкурсите, туку доколку нема тој профил, да речеме, нема македонци во општина Рачиново, нема што да правите сега. Или нема соодветен професионален профил, па може... Нема соодветен професионален. Затоа тука Или во фали... Источна Македонија нема толку од други етнички групи. И се наместо да го изигрувате системот, треба да имате сепак една малку поширока рамка, да можете да одлучите врз основа на компетенции. Се разбира, компетенциите треба да бидат основен предуслов и професионалноста, но треба да се води сметка и понатаму за... Но прашањето на сите овие дискусии што ги правиме денеска во почетокот на емисијата и сега, се поврзуваат со едно начело што сепак потикнува од таа политичка волја да самите политички структури сакаат да имаат професионална администрација. Тоа само по себе, не, би требало да сакаат. И ако тоа го имавме како начело, значи да дојде како извор од нив, тогаш овие дебати најверојатно немаше да ги имаме. Зошто го спомнувам ова? Знам дека вие работите на проекти кои нели се поврзуваат и со британската влада и британската култура, да кажеме, на начинот како функционира администрацијата, каде што тој дел на кариера на тие што сакаат да се вклучат е многу поделено со политичките или политичките структури и политичките партии. Па дали може такво нешто да се вклучи и тука кај нас како политичка култура? Во кој контекст го кажам ова? Бидејќи сепак сме во моментот каде има нова влада, па може би тој импулс да се даде. Да, многу пати сме ги разгледувале системите, не само на Британија и на сите други земји, на португалскиот, белгискиот систем, особено во делот на професионализација на овие најкритични високи раководни службеници. И речиси 80% од земјите членки на ОЕЦД, вклучително и овие земји, имаат систем на професионална мерит структура на највисоките раководни структури. Имаат јасна дивизија, поделба на тоа до каде оди политиката, министерства, комисии, определени политички функции, да, велат, но другото све треба да биде отворено и да биде се темели на мерит. Во британскиот систем, Civil Service Commission, значи Комисијата за државна служба,
служба се грижи и за високите раководни службеници. Во белгискиот систем тоа е селорот, во португалскиот систем Кресап или обратно, сега не ме држате за збор, меѓутоа тоа се нимињата на институциите кои што се грижат за професионализација, они велат добро. Политиката може да има влијание можеби во последната одлука во британскиот систем, значи од најдобрите тројца кандидати кои што професионално се избрани од оваа комисија, на крај министерот или во нашиот случај оној кој што го назначува, дали е тоа управниот одбор, дали е тоа владата, зависи или самиот директор, може да одлучи, ама вие сепак имате една проверка. Значи, оној кој што ќе дојде на таа позиција мора да каже зошто и како ќе го штити јавниот интерес. Мора да има одредена програма по која што ќе работи и одредена замисла како да ги подобри состојбите во интерес на граѓаните. Се следи неговата работа, не е само дали вие ќе дојдете на функцијата, што сте направиле, што сте сработиле во тој период кога ви е даден мандатот. Се следи неговите перформанси, од тоа зависи и неговата поднатаму плата, евентуално унапредување во кариерата и така натаму. Така што еден систем кој што апсолутно е возможен кај нас да се воспостави во било која форма, од каде и да почнеме, е добро да почнеме, да го градиме, не велам дека тоа ќе се случи преку ноќ, ама барем да се има некаква желба да почнеме да зборуваме за овие принципи, а не само за строга поделба на, како да речам, на администрацијата како плен на политиката на политичките партии и тој плен да се распредели, туку некава бафер зона да има сепак меѓу граѓаните и политиката, а тоа се овие професионални структури. Сепак ова е на некој начин првична анализа на тоа што ќе направи оваа нова влада. Сепак треба да се биде фер, сите викаат дека треба да оставиме 100 дена и сето тоа, но поради големиот интерес на самите граѓани и самото тоа што се случува или првичните именувања и секако одма после изборите, ова беше една добра почетна анализа, но тоа не значи дека повторно нема да анализираме што понатаму и секако со експертите и експертската јавност да дадеме сугестии како подобро, нели? Така е. Ви благодарам многу. Тука сме да следиме. Фалемдерит шум Неда Малевска Сачмаровска, nga qendra për menaxhimin me ndryshimin drejtore ekzekutive. Programi 202 sërish edhe javën që vjen. Deri atëherë, mirupafshim.